акција. Добро беше. Ти да отвика дека не се вика, вика дека вика се вика вели. Минтери шоу. Минтери шоу. Минтери мајчки, ајде! Денес 5% попуст. Само денес! Ајде повелете! Ајде девојче, дојди девојче! Ништо. Ајде! Добар ден! Здраво! Слушнавме дека продавате тинтери мајчки? Да, имаме 5% попуст. А добро, колку чинат? Мајчките чинат 500 денари. Но тоа имате 5% попуст. Тоа значи чинат 250 денари. Па супер, дајте ни две тогаш. Добра. Еве, јас имам картичка за дополнително попуст 25%. Да, имате уште 25% попуст. Сега ќе пресметаме. Видите, јас имам картичка за попуст. Да, имате уште 30% попуст. Андре, запиши. А сега колку треба да платиме за двете мајчки? Изгледа дека не треба ништо да платите. Дали имате некој проблем? Сигурна се дека ви е точна пресметката? Да. Треба да ни платите уште 25 денари. Да бе, еве сега ќе ви платиме. Еве ви. Благодариме. Дојдување. Минтери шоу. Дали сте знаеле дека првите тенис топки биле бели, како да играат голф? Како тоа биле бели, се знае. Тенис, зелено топче. Најголемата далечина која има прелетано хеликоптер е 3562 километри. 3000 километри има поминато, воу! Ако заврзете пластична киса околу лисијата од дрвото, можете да добиете толку многу вода што може да ве заштити од дехидрација. Мислиш листот да го обколиме со кесичка и ќе паѓа вода во него? Ако ставите јајце во ладна вода и ако исплива на површината, тоа значи дека е расипано. Така можам да проверам. Леле, цело време ќе проверувам сега. Машките молци имаат многу силен нос. Многу ме збуни. Што молци? Минтери шоу. Види го колку убав. Срцка е, многу е слада. Многу е слада, ќе гледаш оваа слика? Оваа нагоре. И она Ивана пресудата што ќе не сме лајкнала, не знае дека тој има конкуренција, бе, мислам поточно она, сум подобра од нејзе. Многу ми е слада. И нон-стоп се викам, дај да му се јавам, дај да му пишам. Шо викаш? Јави му се бе? Да, бе, срам ми е. Ајде бе мечка, страв тебе не страв, ајде јави му се. Штек му се јавам. Не можам више да трпам. Јавувала му се, не јавувала, исто ми се фаќа. Зато што ќе му кажам? Кажи што да кажам, Обожаваш како изгледа, ајде. Добро. Ало? Кјути, ти нема да збориш уопште. Јас сега ќе ти кажам, ти на крај ќе ми кажеш само нешто. Значи морам да ти кажам дека одамна сакам да ти кажам дека многу те сакам. Многу убаво изгледаш и стварно си, мислам, не да си кул, прекул си и фризурата можеби ти е бушава и можеби ти е неуредна, ама многу ти е убава. Те многу ти е убава. И вчера кога те видов на физичко, мислам, така убаво трчаше и сака човек да ти приде, да ти прозборна, ама едноставно го фаќа незгодно што си толку убав, луѓето некогаш дури ги замислуваш и сакам да те прашам дека да ти кажам дека сакам да ми бидеш И кажи ми дека го сакаш. дека те сакам и дека сакам да ми бидеш дечко. Абе, кажи му дека му е милозвучен глас. И заборев да ти кажам, многу милозвучен глас имаш. Сакаш да ми бидеш дечко или? Андреја, ти си? Да? Кај ми го знаеш името? Овде е наставничката по математика. Ама наставнички, јас не ве сакам вас.
Грешка, ама ова не беше за вас уопшто, мислам се извинувам. Не ве сакам ниш вас. Мислам ова не беше за вас, не ме сваќајте погрешно, ама стварно ништо. Кој се јави, бе? Дечко, ај погодил 3 пати на ставничката по математика беше. Ставничката? И што ќе правам утре, бе? Утре имам час со незе и виде како ќе си извадам. Не, ќе однесам цвеќе и ќе направам честит... Не, ќе однесам бомбонjera подобро, уствари... Вики, кажам дека ја мразам. Па не. Да, бе, може. Дај да. Абе, боле на свичката по математика него по биологија, таа 100 пати полоша. Да, бе, тен подобро. Уште во 4 век пред нашата ера, кинезите направиле мала играчка во форма на хеликоптер од бамбус. Значи кинезите пред толку многу време предвиделе хеликоптери. Дали сте знаеле дека во Америка на секој 45 секунди се краде по еден автомобил? На секој 45 секунди, тоа се многу украдени автомобили. Дали сте знаеле дека најдолгиот надпревар по тенис траел 11 часа и 5 минути? Некои луѓе играле тенис 11 часа. Што направиле тие? Слоновите може да детектираат дожд од 240 километри. Мислиш на далечина од 240 километри? Кога знаеш дека полжавот не ти ја кажува вистината? Кога ќе може тој да зборува? Кога вика дека не е дома. Кукичката, да, цело време со него. Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови. Добар ден, драги гледачи. Денес ќе ви покажам една демонстрација за разликата во реактивноста на различните метали. Прво, тука имаме железо. Ова не е сосема чисто железо, но е доволно чисто за да биде воглавно железо тука во оваа легура. И како што можете да видите, е во многу ситни жички. Ова е вториот најреактивен метал што го имам тука. Тука имам сребрена жица. И тука имам натриум. Тоа е еден метал кој е многу реактивен. Сега ќе ви покажам. Еве едно мало парченце. И сега, што ќе направам прво, и ќе го поделам на два. За да видите дека всушност има метал внатре. Еве, како што можете да видите. Таа сребрена површина што набрзо стана сиво-бела, натриум. И една интересна работа за овој метал е што дури во поголеми парчиња количини вака, гори. Сега, доколку го тргнам остатокот на страна, тука имам преостанат мал дел, ќе го запалам во slow motion. Значи, како што можете да видите, натриумот почна да гори и запалувањето не е лесно колку што е со железото, бидејќи е во многу тенки жички. Железото оди еве вака. Како што можете да видите, и железото гори. Сега ќе ви покажам нешто друго. Тука имам разредена хлороводородна киселина, исто така позната како солна киселина. Ова не е многу опасна киселина, затоа ја отворив така неправилно. Сега ќе стурам мала количина внатре и прво што ќе направам ќе ставам малку железо. Значи, драги гледачи, како што можете да видите,
железото почна да се раствара. Има убава зелена боја на железо хлорид. Мислам дека е железо 2 хлорид. Сега, следно што ќе ви покажам е натриумот, како тој реагира со разредената солна киселина и малку пероксид. Ова е доста опасно, затоа ќе сечам мало парче натриум. Сега, оваа втора реакција е малку поразлична од првата. Разликата е што натриумот е многу пореактивен. Исто така уште една интересна работа, оваа реакција произведува натриум хлорид, сол. Сега, значи, драги гледачи, тоа е. Сега, следната реакција. Тука имам малку таа сребрената жица. И сега, бидејќи сега што додава киселина на вода, а не обратно, прво ќе оставам пероксидот внатре. Чиста сулфурна киселина на висока температура доволно долго ќе реагира со сребро. Но тоа трае долго и така натаму, затоа ние ќе го убрзаме процесот со помош на водороден пероксид. Сега, што ќе направам е, ќе ја земам сулфурната киселина, внимателно, и ќе додадам мала количина. Може би можете да забележите некоја пареја. Тоа е од формацијата на така наречена карова киселина или пероксимоносулфурна киселина. Киселината ја додадов споро, бидејќи доколку реакцијата тргне да почне да се случува пребрзо, да можам да престанам со додавање. Ќе оставам малку да се смири, да се олади и се гледаме. Драги гледачи, тука имаме пероксимоносулфурна киселина и водороден пероксид и вода, се разбира. И сега ќе ставиме внатре мала сребрена жичка. Прво нешто што се случува е има декомпозиција на водородниот пероксид во растворот, бидејќи среброто може да служи како катализатор за таа реакција. Второ нешто што се случува е сега со среброто реагира пероксимоносулфурната киселина. Тука што се формира е сребрен сулфат, кој што можете да го видите како раствор од која ќе заврши реакцијата. Добар ден, деца! Добар ден! Како сте? Добри! Софи? Браво! Ај, кажи ми кој е одсутен? Димитар и Марко. Стефановски, тие браќата? Да. Добро, фала. Ај да видам сега домашно дали сте напишале. Камо да видам? Добро. Еве наставнику, само оваа малку задача ми беше проблем, ама ги решив. Добро. А ти? Кај ти е ливчето? Наставнику, јас немам ливча. Како бе немаш ливче, па нели ви кажав бе деца на Фибер да видите? Наставнику, да, за бибер ја носам. Шо носиш, дај да видим, шо носиш? Еве наставнику бибер. Бибер. Бе, деца. Бибер. Нова методска. Отворете природни науки на страна 43. Дали сте знаеле дека жирафата? Дали сте знаеле дека слонот Има голем врат! Молам, што се случува ке вас? Ајде смирете се одма. Дали сте знаеле дека боксот е олимписки спорт? Па, боксот е еден многу стар спорт. Зарем не? Семафорите во Јапонија место светло-зелено светат сино. Е како така? Па многу луѓе ќе се збунат. Руанда е првата земја што ги забранила пластичните кеси. Значи браво за Руанда. Значи браво, многу еколошки. Дали сте знаеле дека балетот започнал во Франција во 11 век? Воу, не сум знаел тоа. Ама сега знам.
Лавовите, кои се наедат многу, може да спият 24 часа. Е, како така? Добро, ајде, ти оди прво. Не, ти оди прва. Ајде бе, оди прва ти, што ме буткаше сега? Ти требаше да бидеш прва. Ако не идеш прва, ја воопшто не идам, ајде. Па што ни ја да се не замарам? идам. Значи, вие никако да се разберете меѓу себе. Ајде ве молам, смирете се. Веднаш. Си слушнала новава песна на Тинтиримитри? Не. Многу е јака. Како се вика? Мојот велосипед. На каналот? Па, мислам, да. Гледам срценца црташ. Да не си нешто заљубена овој. Да. А ти? Ај прво ти кажи. Јас Дејан од 7-1, го знаеш? Од 7-1? Да. Од 7-1? Да. Не, ти звони телефонот. Да, еве, да, не ја слушав песна. Телефонот е, да. Да? Да. Добро. Чао. Чао. Ало, мамо. Ручек. Одма идам. Чао. Кај се најде баш Дејан? Боже! Јас таман најдов некој да сакам, него го сакам и сега таа одман го засакала. Да го сакам јас Кристијан од 8-3. Убав е, не е лош. Ега. Како си, добра? Добра сум, ти што приш? Еве си седам овдека, ни напишуваше на таблава срцења, Нина плюс Дејан. Ау. Да те прашам, ти сакаш некој? Да. Ќе ми кажеш кој? Ама да не кажеш никој. Нема бе таман работа. Па, Кристијан од 8-3. Го знаеш? Од 8-3, Кристијан. Да. Од 8-3. Тој црниот? Да, со црна. Со црниочи? Да. А ти кого сакаш? Јас некој таму не го знаеш ти. Остај. Ќе ти кажам друг ден. Звоните. Супер, ајде сега. Супер. Чао, се гледаме. Сега сварно ми е преку глава. И оној Марко од 8-1. Марко од 8-1, па тој еднаш ме сакаше мене. Ајде јас него да го сакам. Ајде го сакам. Ајде. Теја шо вака заљубена? Да, заљубена сум да ти кажам права. Ти? Па и јас. Ај кажи ми кој е. Па сега... Ама не смеш на никој да кажеш. Нема. Добро, ајде ќе ти напишам. Еве, ајде. Марко? Да. Јас сега ќе ти кажам јас кого го сакам. Јас го сакам Марко од 8-1. Па, јас го сакам тој. Марко од 8-1? Да. Марко од 8-1? Па тој е мој бе. Тој мене Јас прва си кажав, не ми интерес. Не ме е гаеле. Јас па не може бе, ти мене другарка си, мене треба да ми ги оставиш. Па тогаш јас друг ќе сакам. Кој? Кристијан. Кристијан? Не може. Зошто се? Па Тој да не го сакаш? Не, Кристијан го сака Марија и Марија ми е другарка бе. Не може ти на сите да ни ги крадеш. Па тогаш Дејан. Дејан? Глеј, Н плюс Д. Нина плюс Дејан. Не може така. Боже мој, ти сите си нашла да ги сакаш. Па јас прва си кажав за Марко, тебе што ти е? Мене што ми е? Јас Т плюс М. Јас прва го напишав тоа. Он мене ме сака. Кога бе? Кога ти призна дека те сака тебе? Завчера. А тебе? Во второ. Ама пак, тоа е стара љубов. Тебе те зафркава. Па, јас не сакам да разговарам за тебе, веќе не си ми другарка. Добро, ча, аман више, оди си. Да си одиш. Не, чекај. Леле, што направив сега? Јас без другарки ќе останам. Абе, остај симпатии, јас мала сум уште за симпатии, сега. Што сега? Сега ми текна. Мамо, ало, имам нешто да ти кажам сега на брзинка. А да ми купиш едно кученце на мене? Да. Како бе, зашто ми е?
Ке си го сакам, ке се шетаме заедно. Денес се решил боксерски меч меѓу човек и мечка. Победило мечката. Па кој друг би победил, мислам, како да се тепаш со мечка, не знам. Температурата влие на апетитот, па затоа повеќе јадеме кога е студено. Мамо, ми се јаде! Значи, мене цело време ми е студено, а? Најголем дел од SMS пораките се читат после праќањето. Веднаш после тоа, за 3 минути кога се пратени. Одма од кога се пратени, да, јас ги читам така. Чао, пријатно! Дали сте знаеле дека најјакото дрво во светот е австралиското дрво по име Туоке? Колку е јако тоа дрво? Ако е најако? Најако од најаките? Дали сте знаеле дека на планетата Уран летото трае 42 години? О, што убаво, 42 години сонце и лето и топлина и убавина. Дали сте знаеле дека користите 5 делови од вашиот мозок само за да разберете шега или да се насмеете? 5 делови? Вау! Досадно е. Ептене досадно. Што ќе правиме сега? Здрави, дечки, што правите? Ева се досадуваме. Ношта мојата топка, сакате да играме? Да, може. Што направи? Како другар си ти што не фрли топката? Јас со тебе више нема да си играм. И јас. Ми е гај. Како ти е гај? Зошто го направи тоа? Што вие повеќе сакате да играте со топката, а не со мене. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтери Минтери шоу. Тинтери Минтери, Тинтери Минтери, Тинтери Минтери шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтери Минтери, Тинтери Минтери, Тинтери Минтери шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Тинтери Минтери, Тинтери Минтери, Тинтери Минтери шоу. Тинтери Минтери, Тинтери Минтери, Тинтери Минтери шоу. Сети се на нашата Facebook романса. Дај ми ти уште една шанса. Животот не е така прост. Јас го лайкнав секој твој пост. Шеруваш ти, шерувам јас. Мора за нас да има спас. Твојот unlike мене многу ме мачи. Смир ти праќам рецепт за колачи.